Берово е втора недела поред домаќин на турнир државен во пинг-понг. За какво надпреварување оваа сабота станува збор? Честни е дека втор пат поред во оваа недела Берово организатор, значи тоа е државен боловен турнир за репрезентацијата, серија од боловните турнири до 15 години. Така, кој се ќе настапи? Има од цела Македонија, од сите градови, има 35 учесници и Берово има своји кандидати во машки и во женска конкуренција. Како сте задоволни од претходниот турнир, од самиот ваш клуб, нешто накратко да кажеме како се развива? Претходниот турнир беше прогласен за најдобар во Македонија, Берово е секојаш најдобар домаќин, така да се надеваме дека ово исто ќе помине и после следните турнири се во други градови, значи тоа се серија од 4, сите се бодуваат и првите две дечиња влегуваат во репрезентацијата на Република Северна Македонија. Колку вашиот клуб сега брои после подемот на пинг-понгот? Нашиот клуб е поделен во две групи. Првата група брои 15 членови, втората група брои 10 членови и секојдневно се јавуваат нови членови. Еве, градоначалник Берово покажува дека доброто домаќинство од изминатите турнири е наградено повторно да биде домаќин на ваква манифестација. Што за самиот град значи ова да ги собере сите најдобри на едно место? Значи, еве, како се каже, сад клубот за Берово значи премногу покрај туризмот, во последно време веќе стануваме и дел препознатливи по организирањето и огромниот капацитет кој има општината, секако со населението да организираме турнири на државно ниво. Имаме соодветни спортски капацитети, секако човечки, кои сами по себе го промовираат Берово како едно место во кое ќе овозможиме година да се организираат поголем број на турнири надпревари на државно ниво од различни видови спортови, пред се фудбалот, пинг-понгот, одбојката, ракометот, така да еве за Берово значи Берово станува препознатливо и по како спортски центар, каде што се содружуваат одредени државни надпревари, каде што се организираат настапи кои ќе значат секако промоција на Берово во престојниот период.